така да и трудовиот инспекторат, значи нашиот извештај за работа за 2007 година помина и на влада, значи и следните статистички податоци кои ќе ги искажам пред јавноста, значи се официјални и конечни бројки кои се резултат на работата на трудовиот инспекторат. Би кажал дека вкупно се извршени 9760 надзори и по извршените надзори значи доставени се 2660 решења за недостатоци за работодавците кои значи го прекршуваат законот за безбедност и здравје при работа. Значи се поведени прекршочни постапки, односно 446 и 335 забрани за работа, додека во делот на потешките повреди на работа, трудовиот инспекторат вкупно има евидентирано 176 потешки повреди на работа, кои најголем број повреди се случиле во преработувачката индустрија, во јавната управа и одбрана, градежништво, земјоделство, ловот и шумарство, трговија и поправка на уреди, сообраќај, складирање и врски и останати. Тоа би значило дека секој втор ден во годината ние сме имале по една повреда на работа. Ако вели статистиката, 176 повреди на работно место, од она барем што констатирал нели трудовиот инспекторат. Додека што се однесува до колективните повреди, значи имаме евидентирано 4 колективни повреди. 2007 година можам да кажам дека беше една од најтрагичните години во значи да кажеме во овие 10 години имаме евидентирано 18 смртни случаи кои за жал 14 од нив се однесуваат на градежништво. Меѓутоа, оваа ситуација сигурно дека има едно образложение. Вие како што знаете, секторот градежништво имаше една експанзија во Република Македонија, а исто така и Законот за безбедност и здравје при работа ги задолжува сите работодавци секоја повреда на работа да биде значи за секоја повреда на работа да биде известен трудовиот инспекторат, така да сме имале некоја пореална слика и пореална бројка во делот на повредите и во делот на смртните случаи. Но добро, веројатно ќе се согласите, велите градежништвото е во експанзија, но тоа не значи она што е на врвот на приоритетите, а тоа е човечкиот живот и неговото здравје, сепак да бидат ставени некако настрана заради токму таа градежна експанзија што имаме во изминатиот период. Да, апсолутно, значи трудовиот инспекторат 2008 година ќе ја прогласи као година во која оштро значи ќе се бори против овие феномени, да кажеме, во овој сектор во градежништво, така да нашата дејност во поголема мера значи ќе се сконцентрира во градежништво. Колка е бројот на инспекторите во трудовиот инспекторат? Трудовиот инспекторат, мислите сигурно на секторот за безбедност и здравје при работа. Значи поседува 31 инспектор кои не потполно ги задоволуваат капацитетите на пазарот на трудот во Република Македонија. Веројатно е проблемот е поголем заради тоа што да кажеме во минатото мислам дека ова бројка која што со години стагнира, секој поранешен министер за труд и социјална политика се обидувал да го зголеми бројот на инспекторите, секогаш било некако како аргумент дека се нема доволно средства, но во ситуација кога бројот на стопанските субјекти постојано се зголемува, веројатно и бројката би требало на овие инспектори рапидно да расте. Доколку сакаме не верувам дека сите министри го правеа тоа и се трудеа да го зголемат бројот, значи особено претходната влада. Меѓутоа искрени напори се прават, значи во последно време ние веќе имаме направено барање за добивање согласност за 33 вработувања во трудовиот инспекторат, што значи појачување на кадровскиот капацитет. Би се дуплирале тоа, значи, речиси. Нема да се однесуваат сите на безбедност и здравје при работа, меѓутоа едно 40% од бројот, постоечкиот број на трудовите инспектори за безбедност и здравје при работа сигурно дека ќе расте. Така да, меѓутоа, морам да споменам дека два градови кои се по големина, можеби на листата за големина се на врвот, значи зборувам за Охрид и Гевгелија, значи се градови кои по 5 години значи чекат значи локален инспектор кој ќе може да ја обави оваа дејноста на безбедност и здравје при работа. Така да во тој дел правиме напори тие приоритетни градови кои
на кои нам недостасуваат инспектори, значи барем тамо кај што ни е приоритетно, значи да го зајакнеме кадровскиот капацитет, затоа што не смееме да дозволиме градови како Гевгелија и Охрид да видат непокриени со вакви контроли и секојдневно, значи некој инспектор кој ќе се бави со безбедноста. Да, во исто време и тие стопански субјекти, предпоставувам, таму се ставени во некоја попривилегирана позиција во однос на другите каде што се прават проверките. Ние на некој начин ги покриваме со групните акции што ги правиме со локалните инспектори од другите градови кои се блиско Охрид и Гевгелија, меѓутоа недоволно е тоа, значи ја успорува динамиката со тоа што се погледуваат кадрите. Господине Стојчевски, ако направиме една паралела, каде бевме и каде сме сега? Минуваме низ долги години на транзиција, велат главна амбиција на работодавачите е профитот, а со оглед на тоа како ни е пазарот на трудот и што велат бројките за невработеноста, веројатно пак за оние што барат работа, приоритет е да се најде работа, да се обезбеди екзистенција, плата, а некако она што е врвно на сите приоритети, веќе реков, животот и здравјето, дали имате впечаток дека некако како да се става на пониско рамниште или се остава некаде зад врата? Нашите согледувања кажуваат дека имаме баланс. Значи не е само проблемот кај работодавците. Имаме реален проблем и кај самите работници. Секоја чест на оние работодавци кои вложуваат во делот на безбедност и здравје. Меѓутоа имаме работодавци кои воопшто немаат слушнато за постоењето на оваа проблематика. Ние еден период се обидовме да направиме поширока анализа, односно да уфатиме многу повеќе работодавци, да ги запознаеме со донесувањето на законот, значи обврските кои се нивни во делот на безбедност и здравјето. Меѓутоа, се уште, значи после 6 месеци се обидуваме да најдеме соодветен партнер за да можеме целото тоа да го спроведеме. Има ли интерес кај партнерот? Да, со Сдруженијето на работодавци, значи направени се неколку регионални кампањи каде што одредена група на работодавци кои присуствуваа на тие средби се и тоа како задоволни затоа што успеавме да им укажеме на нивните обврски кои се со законот. Од кој сектор е најголем интересот, бидејќи веќе податоците алармираат во дадени стопански дејности дека состојбите се многу полоши, поголем е ризикот отколку во некои други? Дали се токму од овие ризични сектори по здравјето и животот на вработените или? Не, мислам интересот е од сите работодавци. Значи не можеме генерално да ги класифицираме дали по дејност една поголем интерес и другите помали интерес. Меѓутоа можам да напомена само една работа. Можеби требаше со донесување на овој закон да направиме поточно владата заедно со сите кои учествуваат дали во овој дел, да направиме малку една поширока кампања кај што ќе ги запознаеме работодавците со нивните обврски. Од друга страна имаме и работници кои посебно можам да кажам да истакнам странските компании, значи оние што се странски инвестиции или веќе што се превземени од странски компании, свеста кај работниците за оваа проблематика е многу ниска. И се обидуваме и таму да действуваме да подкренеме свеста, иако се возможени сите услови за да ги применат основните правила за безбедност и здравје. Имаме ситуација на градилишта каде што се обезбедени условите за работа, каде што се дадени заштитни средства, меѓутоа многу е тешко работникот да го натераме да ги носи заштитните средства и да ги примени правилата онака како што се дефинирани. Кои се причините? Се тргнува од ставот дека тоа мене не може да ми се случи или? Апсолутно. Значи тоа е една од главните причини каде што посебно нели во градежништвото имаме една можеби еден јас меѓу генерации кај што имаме искусни работници и тие најчесто викаат сега вие ќе ми кажувате уште 2 години 3 до пензија, сега вие сте тие кои ќе ми кажете како треба да работам. Меѓутоа имаме од друга страна млади работници кои се уште не се доволно искусни во тој дел. Како што беше на примерот во вашиот прилог за Куманово. Велите за работодавачите можеби требаше поширока кампања, едноставно да бидат запознаени со обврски и друг пат се случувало околу други законски решенија, повторно работодавачите некако да се повикуваат на таа нивна поголема едуцираност околу новите законски решенија, но дали во сево ова не се бара да кажам на некој начин алиби за да се пролонгира или да не се применува она што постои на хартија, затоа што дефинитивно тоа го констатираат и меѓународните институции, Европската унија, дека најголем можеби проблем во Македонија не е носењето на законската регулатива, туку нејзината имплементација. Тоа е тестот каде што најчесто Македонија паѓа. Апсолутно се сложам со вас. Значи, во соработка со Министерството, односно со Инспекторатот, со Синдикатот и со работодавците се обидуваме да ги согласиме законските нормативи. Значи, да помогнеме колку што можеме од стручен аспект, за да тоа се согласи. Меѓутоа, малку треба повеќе време за нивна примена. Само ќе ви кажам еден драг пријател инспектор од Норвешка кој кажа дека во самата Норвешка донесен еден правилник за одредена област. Последна година, значи од неговата важност, направена анализа колку тоа е применет во пракса. Излегува дека тоа е само 30%.
Меѓутоа, тоа што тие го имате, ние го немаме, и тоа е анализа зашто тоа не е така. Значи, ти имате институција која овие податоци што ги каже и директорот на инспекторатот, ќе ги анализираат и ќе преземат соодветни акции, за да сето тоа се спречи. Поа нивната акција за наредната година веќе имплементираноста на правилникот доаѓа 70%. Сакам да кажам дека можеби е време конечно да размислуваме дека во Република Македонија, во Министерството за труд и социјална политика, мораме да имаме посебна агенција за безбедност и здравје при работа. Значи, агенција која ќе ги собира сите информации, ќе ги анализира и ќе изготвува акти, односно правилници и закони. За жал, за сега, актите не ги прават инспекторите. Не дека тоа има нивна работа, меѓутоа наложено има. Дозволете малце во овој, ако може, значи, Трудовиот инспекторат од декември 2006 година стана фокал поинт на Европската агенција за безбедност и здравје при работа. Така да, значи, стремиме кон тоа да формираме една агенција за безбедност и здравје при работа во Македонија, која ќе биде во директен контакт и линк со Европската агенција за безбедност и здравје при работа и следување на сите трендови во областа на безбедноста и здравјето при работа. Така да, во право е господинот кога кажува дека сите закони и подзаконски акти се изготвени од страна на инспекторатот. Меѓутоа сме во фаза на креирање сега за сега едно нормативно оделение која, значи, ќе се бави строго со нормативата на инспекторатот. Добро, тогаш ако ни е за утеха, значи не е балканска иновација, донеси ги законите, па потоа лоша имплементација, тоа функционира и во западната демократија, очигледно треба други контролни механизми за да профункционираат работите како што треба. Господја Савич, синдикатот исто така имаше можност на социјално-економските совети да си го каже своето мислење околу новиот закон, но јас претходно би прашала, синдикатот веројатно и досега можеше да реагира за многу работи, за она што ни се случува на полето на вработувањето во овие изминати години на транзиција. Имавме голем број стечаи, работниците ја префрлаат вината, можеби синдикатот не се постави во вистинските позиции. Да кажеме што е она што синдикатот досега можеше да го прави, да алармира за состојбите, затоа што најверојатно информациите што доаѓаат од базата се најрелевантни и колку имавте сигнали до синдикатот како пријава од вработените дека нивниот живот или здравје е загрозено од тоа што немаат соодветни услови за работа. Добро е, јас најпрво да ги поздравам пред се членовите на синдикатите здружени во Сојузот на синдикатите на Македонија, како и сите други работници кои што се наши потенцијални членови. На вашето прашање ќе почнем прво ова да го кажам дека синдикатот се занимава со ова прашање постојано. Од кога јас себе знам, работам во Сојузот на синдикатите, па и во изминатиот период, тоа е тема на која што постојано се осврнуваме, тема која што не е заобиколна, тема една која што е најприоритетна во нашето работење. Покрај другите права од работен однос, секако така и правото на безбедна и здрави услови за работа. Оно што правиме ние како синдикат. Ви се жалат ли синдикалците, да кажеме, на лошите услови на работа или дека има? Значи, ќе дојдем тоа. Сакам да ви кажам дека нашата организираност пред се, нашата мрежа на организираната поставеност е таква што ние имаме прилика да бидеме присутни во сите средини работни, во целата територијална организираност на Македонија и тоа ни овозможува постојано да го слушаме гласот на работниците во поглед на ова прашање. Кај нас директен контакт со работниците имаат нашите синдикални представници во предпријатијата, преку гранските синдикати и нормално са прашања кои што се од заеднички интерес, тогаш се занимава со тие прашања Сојузот на синдикатите. Не се согласувам за тоа дека стоиме настрана. Во никој случај не стоиме настрана и јас може да дебатирам овдека со сати, со часови да ви објаснам што тоа се ние правиме на тој план. Но бидејќи е актуелно прашањето околу започнувањето со имплементацијата на новиот закон за безбедност и здравје, секако дека повеќе би сакала да зборувам на тоа денеска, ова што представникот на Министерството за труд го кажа дека има 9760 надзори извршено во изминатиот период или 18 смртни случаи, јас се обидов да ги запишам некои тука податоци. 18.000. Молам. Само 18, не 18.000. 18 смртни случаи, реков, и од кои 14 во градежништво. Јас ќе ви кажам дека
Ова се само податоци за таквите најтешки последици, меѓутоа многу малку се води сметка и за одразот на несоодветните услови за работа врз професионалните заболувања. Тоа е нешто што исто така ние како синдикат го кажуваме и го кажавме исто така и при носењето на законот, дека ова што се истакна и од двата денешни соговорници, дека во Законот за безбедност и здравје мораше да влезе одредба во која што ќе беше задолжително формирање на таков еден сектор во рамките на Министерство за труд нека биде или посебна агенција која што навистина ќе се позанимава сериозно со овие прашања кои што се исклучително важни не само од синдикален аспект или од овој аспект на безбедност и здравјето на работниците, туку и за целокупното економско живење во државата. Затоа што небезбедни услови за работа, таквите професионални заболувања секако дека се одразуваат и на вкупното работење на фирмата, а со тоа и на целата нормална држава. Од тие причини баравме таков сектор и ние исто така држиме до таа констатација дека 31 инспектор за трудов кој се занимава со ваквата инспекција од областа на безбедност и здравјето навистина многу малку за да се покријат толку случаи како што вие ги кажавте 9160. Тоа е огромна бројка. Кај нас стигнуваат исто така во Сојузот на синдикатите на Македонија пријави, ви кажав како непосредно преку нашите представници во предпријатијата. И секако дека ние се трудиме да ги разрешуваме најсоодветно. Имате ли сигнали, дали да кажеме вработените преку своите синдикални представници укажуваат на работодавачите за овие пропусти, нема слух од нивна страна за да се подобрат условите за работа, или сметате дека законските одредби, ајде ќе говориме и за новиот, но и за стариот закон, беа такви што едноставно им овозможува на работодавачите на така полежерна позиција по однос на ова прашање, не водејќи толку сметка, како што рековме, да тргнеме од професионалните заболувања, да не говориме за инвалидитет или за смртни случаи? Ако добро ве разбрав, значи, што е она што ние како синдикат би требало да бидеме поупорни и повеќе да се заложиме за ова прашање. Јас пак ќе се навратам на тоа дека многу е важно да биде ова прашање третирано, да биде третирано од сите субјекти релевантни во државата. Значи, синдикатот е оној кој што секако дека ќе укажува на многу аномалии. Меѓутоа, надлежните државни институции, механизмите за да се имплементираат, тука треба да функционира целиот синџир за да може да бидат решени проблемите. Законот за безбедност и здравје значи обврска, облигација за работодавачот за обезбедување. За работникот тоа е само право кое што треба да го оствари, секако дека има и тој и работникот има одговорности во ова работа, меѓутоа главната задача и главните задолженија од закон се за работодавачот. Господин Стојчевски, ги слушнаме пред малку податоците, она што вели статистиката на Трудовиот инспекторат за 2007 година, беа посочени каде имаме најголем број на смртни случаи во градежништвото. Од она што ги имам јас како податоци, овдека најмногу проблеми или недостатоци има во преработувачката индустрија, но според некои ваши информации, ништо порозова не е состојбата ни во аграрот. Значи, овие податоци што ги слушнаме се официјални од Министерството. Ние како здружение водиме своја статистика, која официјално ќе биде објавена на 28 април на денот Светскиот ден на заштита при работа, односно безбедност и здравје. Нашите податоци се разликуваат, значи во овој дел, ова се смртни случаи повреди кај што луѓето, инспекторите биле новите. Ние ги третиравме апсолутно сите смртни случаи повреди кои ги имаме на територија на Македонија. Значи кај што претпоставам можеби инспекторите не биле новите. Значи тоа ќе бидат објавени нашите податоци. Точно е за аграрот, може би еден од наредните проекти за кои размислуваме во здруженијата. Тоа е во делот на подобрување на условите за работа во аграр. Со трансформацијата од осамостојување на Македонија, сите тие големи аграрни претпријатија на некој начин се уништија. Имаме реален проблем во делот на евиденција на земјоделците. И многу тешко ќе ни биде да ги опфатиме во делот на обука сите тие сопственици, односно земјопоседници или поседувачи на земја, кои работат во земјоделието. Може би не би било проблем со оние кои веќе ќе бидат регистрирани како земјоделци. Меѓутоа ќе имаме проблем со оние кои и покрај тоа што работат на земјиштата нема да се регистрираат како такви. Значи, за да се опфати целосно оваа проблематика,
Треба да действуваме малку пошироко, значи и со другите закони, да ги обврземе луѓето, значи да можеме да имаме една национална стратегија, како ќе ги фатиме, нели нормално и со законот за безбедност и здравје, мислам дека во еден од членовите во почетокот беше напишано дека Македонија мора да донесе национална стратегија за безбедност и Владата е здравје. задолжена да Да, изготви. Значи, тоа е значи еден почеток, меѓутоа за да почнеме од некаде мораме сите овие податоци што ги имаме да ги собереме и да направиме многу добра анализа. Значи, кои ни се капацитетите во државата, кои институции ги имаме, кои ни се потребни за да заокружиме целината, значи за да функционира целиот систем, мора сите алки на него да бидат. Значи, комплетно скенирање на состојбите, за да може потоа натаму да се направи целиот систем како треба да се функционира. Рековме, пред 6 месеци е донесен Законот за безбедност и здравје при работа. Господине Сељами, каде ги гледате можностите преку овој закон да се подобрат состојбите кога е во прашање безбедноста на работниците на нивните работни места? Добро, горе, значи новиот закон за безбедност и здравје при работа е потполно усогласен со рамковната директива на Европската унија. По чиј модел е изработен овој закон? Дали обично се користат нечии искуство, нечии терк за да се напише законот? Да, законот значи изготвен по техничката помош што ни ја пружија словенците, значи Република Словенија по нивниот терк, и мислам дека законот беше пофален од меѓународната организација на трудот. Значи законот има неколку новини, значи исто така и во делот на казнените одредби, како што знаеме, значи драстично се зголемени казните за работодавците во 3 категории, значи се поделени. Првата категорија до 1000 евра, втората од 1000 до 5000 евра и третата категорија од 5000 до 8000 евра. За првата и втората категорија, значи формиран или пак во тек е формирање на прекршочен орган во Министерството за труд и социјална политика, кој значи во вид на глоби ќе може да ги изрече казните за работодавците. Така да значи на некој начин ќе се олесни работата на трудовиот инспекторат, затоа што голем проблем по втор пат во оваа емисија искажувам дека имаме проблеми со судството, со застарените предмети и со изречените мерки според законот за прекршоци, кога постојат значи закони кои уредуваат областа на безбедност и здравје при работа, исто така и за областа на работните односи. Тоа значи дека бадијала се зголемени казнените одредби, ако сето тоа повторно не профункционира, поголема ажурност од судовите, повторно имаме построги казни, но меѓутоа, значи кажав, без посакуваниот ефект. новитет и предпоставам и од другите министерства, значи прекршочните органи да можат да изрекуваат дел од казнените мерки во законите, одредени закони за одредени области. Господине Стојчевски, гледате ли вие гаранција со зголемените казнени мерки дека безбедноста на работното место ќе биде зголемена, или сметате дека треба да се действува повторно на некое друго место? Апсолутно не. Значи, репресијата е нешто што ја најмалку го посакувам. И не само ја, сите ние во нашето здружение, значи стручните лица кои работат на оваа проблематика, никој не би сакал да некој биде казнет за одредени работи. Треба да се поработи малку повеќе, односно многу повеќе, на свеста, на сите субјекти кои учествуваат во овој дел. Добро, предпоставувам дека не знам сега колку ќе се согласиме, но кога говориме за свеста, веројатно и работодавците се свесни што значи здравјето за секој од вработените. Мислам, стварно не сваќам како може тука на тој план да се работи на свеста кај газдите, собствениците на фирмите, а казнените одредби да не бидат тие што ќе бидат еден вид коректив на нивното однесување. Многу лесно. Ако ви кажам дека проектот кој го работи нашето здружение, значи кој го работи во текстилната индустрија, ако им докажеме на тие работодавци кои учествуваа во проектот дека со поставување на опрема за климатизација и вентилација продуктивноста се зголеми до 30%, а трошокот за нивна одржување на системите кои се за климатизација и вентилација се само 15% од продуктивноста. Немаме отсуство од работа, немаме проблеми со брза помош, посебно во летните периоди. Тие луѓе сватија дека вреди да се инвестира и секоја година инвестираат во еден проект за подобрување на условите за работа во самите предпријатија. Значи имавме проблем, меѓутоа докажавме дека тоа е така. Сега, ние што сакавме да влезе во законот? Значи инсистиравме да се формира посебен фонд за безбедност и здравје. Значи оние 0,5% кои секој работодавач ги плаќа за здравствено осигурување,
што е обврзан за повреди и професионални заболувања, да се одвојат, да додат во тој фонд, и од тој фонд да се финансираат вакви проекти кај што ќе имаме многу повеќе укажување на потребата за примена на мерките за безбедност и здраве. Инаку, реално, правно гледано, овој закон, јас сметам дека не може да го во целост да го испочитуваме. Затоа што законот е закон за безбедност и здраве при работа. Ние не се обидовме во ниту еден член во законот да кажеме дека терминологијата во сите други закони, кај што стои заштита при работа, се заменува со безбедност и здраве при работа. Можеме да дискутираме, значи закон за здравствено осигурување, закон за инспекција на труд, закон за сега треба усогласување на сите тие третираат закон за работни односи. Сите тие третираат термин заштита при работа. А ние имаме друг закон кој се однесува до безбедност и здраве. Значи можеби требаше во една одредба од законот да ставиме дека сите термини понатаму ќе треба да бидат нели да се преформулира, значи заштита при работа значи безбедност и здраве при работа. усогласени со терминологијата во другите закони. Апсолутно. Само сакам да напоменам дека на една средба пред 2 недели каде што имавме гости од Европска унија и од синдикатите, значи Конфедерација на Европска унија, експерт од Европскиот совет праша дали нашиот закон е препишана директивата 89/391, значи од Европската унија. И рече дека доколку е препишана, нема да имаме целосна имплементација. Затоа што секоја директива кон која се прилагодуваме дава рамки на нештото. Секоја држава понатаму тие рамки треба да ги разработи, да ги прилагоди на тлото каде што треба да се примени. Например, имаме директива која се однесува за работните места. Европската унија дава генерално, значи насоки. Дали треба нашиот правилник да биде исти со правилникот во Шведска, со Германија? Затоа што таму условите за работа се сосема поинаку. Таму немаме над 30 степени летно време, ние имаме 40. И така натаму, и така натаму. Ако може малку да се вклучам. Значи проблемот со терминологијата и законот како треба да биде крстен. Значи ние имавме проблеми реални со Македонското здружение за заштита при работа, затоа што сметам главна причина беше дека сите инженери ангажирани во Македонското здружение за заштита при работа, значи ќе немат каде више, значи да значи ќе нема некоја институција на која они ќе може да ја обавуваат дејноста. Меѓутоа, во Законот за инспекција на трудот и во Актот за систематизација и организација на работните места во трудовиот инспекторат се уште стои заштита при работа и заштитари, инженери по заштита при работа. Така да само законот е крстен закон за безбедност и здраве при работа, додека сите останати други елементи кои се околу законот, значи се уште стои заштита при работа. Така да членовите на Македонското здружение немат причина зашто да бидат. Добро, имаме уште 5 минути имаме да финишираме со темава. Сакав уште едно прашање да отворам, повелете. Само сакам да кажам и јас нешто во однос на представникот на Министерството за труд, дека кажат дека во однос на Законот за безбедност и здраве да се добиени позитивни поени од страна на Меѓународната организација на трудот и дека е пофален како исклучително добар закон. Неодговорно ви тврдам. Ние добивме други информации во Сојузот на синдикатите на Македонија, бидејќи во процесот на носењето на законот, Министерството си има обратено до МОД да се изготви една експертиза, ако ви е познато вам, и таа експертиза напредно ја побара и Сојузот на синдикатите на Македонија. И јас ја носам тука и ќе ја оставам на новинарката, може да ја прочита, да види и да се увери во ова што ќе го зборувам. Во експертизата таа е некаде 40-50 страници, се укажани многу работи кои што не се испочитувани во однос на Конвенцијата 155 и другите конвенции, а 35 конвенции има Меѓународната организација на трудот во однос на безбедност и здравјето и во однос на таа европска директива. Посебно се задржани за конвенциите на МОД. И тука има ред работи кои што не се влезени во нашиот закон за безбедност и здравје, за жал, нели? И дека понатаму прво не ми е јасно зашто се порача таа експертиза од ваша страна и зашто потоа не се почека и не се испочитува во закон. Мислам, тоа нешто не можам да го спојам. Во рете што е земен еден терк од законот, законите во обкружувањето, во случајот словенечкиот закон, бидејќи Словенија нели е земја која што е влезена во Европската унија, меѓутоа и во обкружувањето имаме други земји кои што се влезени во Европската унија.
Да речам, јас кога послушам во случај бугарскиот закон. Бугарскиот закон има изворедно добри решенија. Таму има предвидено фондови за безбедност и здравје. Таму е многу убаво разработено како да се работи за безбедност и здравје на сите нива, од државно до предпријатие. Значи со формирањето на тие сектори, нели, па на локално, на територијално ниво и така, кај нас тоа отсуства, кај нас тоа воопшто не е предвидено во законот. И уште само да се доскажам, бидејќи гледам кратко ќе биде времето ова денеска темата, јас се апелирам до македонската телевизија повторно да ја отвори ова и повеќе простор да се дозволи, нели? За нас како синдикат, да се држам до експертизата, беше укажано во таа експертиза дека треба да се формираат институции внатре во предпријатието кои што ќе работат. Во случај тоа се мешовити комитети за безбедност и здравје. Тие функционираат и јас имам и компаративна анализа приложена и само да кажам дека ние во овој период навистина година дена работевме на тоа преку со помош на фондацијата Фридрих Еберт, морам да ја споменам и морам јавно да се заблагодарам дека навистина исто така многу големо значење дадоа. Значи тие мешовите комитети се многу важна институција внатре во предпријатието затоа што тука може да дојдат до израз мислењата, заложбите, на тамошните залагања, се во интерес на безбедност. Во интерес на времето, мене ми е жал, реков уште една минута треба да финишираме, она што стои. Ајде, повелете, одговорете и тука ќе ја заокружиме некако. Значи, изворите на пофалби наши на Сојуз на синдикати се различни. Само да ви кажам дека господја Рајц имаме и Да, и ни Рајц се во прашање. Да, значи имаме писмени пофалби и коментари на законот, така да и ние ќе можеме тие да ги оставиме. Значи да се Значи јас ќе соберам документи од едната и од да другата. не испадне дека сега ништо не чинеше, тоа не апсолутно не кажам. Во секој случај идеален закон нема. Секогаш секој закон има слабости кај што треба да се надоградува и она што е најбитно, она што е веќе ставено на хартија да се почитува и максимално да се применува. Ние рековме кои се модусите, кампањи, едукација, сето тоа во интерес и на работодавците за поголема продуктивност, но во интерес на вработените за поголема. Сојуз на синдикати и Македонско здружение за заштита преработа биле дел од на работната група за изготвување на закони и дадоа и меѓутоа многу тешко од нашите барања пробива. Само сакам. Ние сме најодговорни за безбедност и здраве при работа како државна институција, така да не очекувате. Јас морам да кажам дека ја вративме дури расправата од економско-социјалниот совет, ја вративме назад, меѓутоа тешко пробиваат вистина од Господине Стоичевски, повелете, времето веќе гаси. Значи само 5 секунди да за напоменам дека нашето здружение не се само инженери за заштита при работа, во него членуваат и правници, и електроинженери, машински инженери, сите луѓе кои сакаат проблематиката и кои работат на проблематиката. Така да никош не била борбата дали ние ќе си најдеме место некаде. Ние работиме. Меѓутоа целта ни е да почне ова да функционира. Значи ниеден закон не е доволно добар. Сите заедно партнери кои се четирите да ги кажеме во моментот треба да почне да функционира Советот за безбедност што е врз основа на законот и да почне деталната примена на законот, значи по сите негови одредби и после ќе направиме анализа каде се пропуски. Каде и како стојат работите. Целта, јас се извинувам. Сакам дека кажам само дека ја апелирам до работниците. Значи да го пред се да се информираат добро што содржи законот и да си ги бараат правата по него. Добро, јас ви благодарам за учеството во денешната емисија. Очигледно 40 минути не се доволни за една ваква дебата. Благодарам. Благодариме.